Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. На радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на радиото во Боја секој понеделник од 11 до 12 часот. Стартуваме веднаш повестите во 11 часот. Секој понеделник отвараме различни прашања кои се поврзани со политичките случувања во Македонија, особено во овој период на турбуленции и политичка криза во која еве се наоѓаме речиси 2,5 години. Вечерва на полноќ истекува рокот за распишување на локалните избори кои треба според изборниот законник да се одржат во мај 2017 година. Но дали Македонија ќе гласа за нови градоначалници во мај или пак изборите ќе се одложат? Денеска овие прашања ги отвараме со мојот соговорник, поранишниот министер Маријан Додовски, член на ВМРО ДПМН. Добар ден и ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Навистина е интересно со тоа што ќе можеме да поразговараме и за Охридскиот рамковен договор во 2001 со оглед на тоа што вие тогаш бевте дел од извршната власт. Но на почеток би сакала да ја прокоментираме одлуката на претседателот Иванов. Донесе одлука, не го додели мандатот на Заев затоа што смета дека со она што Заев го договараше со Али Ахмети се нарушува унитарниот карактер на државата. Одлуката е тука. Каков развој сега на настаните може да очекуваме и како вие гледате на оваа одлука од шефот на државата? Да. Значи, навистина за поздравување ставот на претседателот на Република Македонија господинот Ѓорѓе Иванов за целиот овој период додека трае оваа вештачки создадена и креирана политичка криза во Република Македонија после 2014 година. Како последен негов државнички патриотски чин беше недавање на мандат на лидерот на опозицијата Зоран Заев во делот за формирање на влада. И мислам дека со тој чекор господинот Иванов како претседател на државата покажа голема мудрост затоа што направи еден чекор што слободно можам да го кажам дека спречи нешто повеќе од реализација на одредена платформа нели креирана во соседна држава, промовирана веднаш после парламентарните избори, промовирана на Божик, значи на еден од најголемите православни празници и платформа која според моје убедување е само еден сегмент од една поширока стратегија која треба да направи одредено редефинирање на делот на Балканот како етничко, така и територијално. И со овој чекор претседателот Иванов направи една ограда, значи, една заштитна ограда за сите граѓани на Република Македонија. Зошто го велам ова? Ставање во функција на една ваква платформа во многу нешта ќе ги ставеше во заложништво и македонците, и албанците, и сите граѓани на Република Македонија од сите етнички групи. Затоа што во иднината, доколку една ваква платформа биде промовирана и ставена во функција, во многу нешта ќе ги нарушеше меѓуетничките односи, меѓутоа во многу нешта ќе ги ставеше во заложништво не само македонците, туку и албанските граѓани во Република Македонија. И ако сега ако сакаме слободно ние да говориме што е поентата на платформата, можеме слободно да кажеме дека се работи за еден чекор понапред од она што се случуваше во изминативе неколку децении. На просторот на Република Македонија, сето тоа ако го гледаме малку наназад, ќе можеме да го видиме дека се во фаза на бранови се случувале одредени политички кризи кои во многу нешта влијаеле на креирањето на иднината на Република Македонија. Денес ја имаме платформата, значи, како вид на документ, според моје лично убедување. Но и понуда за формирање влада. Понуда за формирање влада, меѓутоа според мене услов за влада, меѓутоа според мене тоа е повеќе од понуда за формирање влада. Ова платформа како документ според моје лично мислење
е промовирана само како постизборен документ. Меѓутоа, лично мислам дека ова е многу претходно изготвена како документ во најразлични центри, промовирана во соседна држава, и мислам дека одредени политички структури во Република Македонија кои прифаќаат оваа платформа пред 11 декември го знаеле текстот на овој документ. Зашто ова го говорам? Ако се вратиме наназад, изминативе години, ќе зборам само за Република Македонија и за политичките кризи кои во Бранови се одвивале, ќе се вратиме на оној момент на 2004 година, кога имавме состојбата на промена на територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија. Тогаш, значи, се редефинира меѓуопштинските граници. Законот за децентрализација. И на тој начин ние имавме веќе ситуација каде што на вештачки начин се креираа граници, каде што се направи еден чекор понапред во делот на одредено територијално во тој момент внатрешно поместување на границите во Република Македонија. Територијалната организација секако е резултати на војниот конфликт 2001 година што го имавме кај нас, и како резултат на тоа беше и Охридскиот рамковен договор. И бидејќи секогаш тука во разговорот е односот помеѓу македонците и албанците, а засегнати се сите граѓани на Република Македонија, сакам да напоменам еден момент каде што сакам да го тргнам на страна дека некој против некого има нешто во оваа држава, или дека македонците имат нешто против албанците или против било кои други граѓани во Република Македонија. Затоа каков народ сме ние како македонци, како функционираме, колку се сакаме својата држава, меѓутоа колку ги почитуваме и сите оние граѓани кои живеат во Република Македонија и во регионот, и мирољубивата политика на Република Македонија, толерантноста, желбата за сожителство, ние покажавме и 99-та година. Затоа говори бегалската криза која беше во тој период. Територија на Косово, значи, на просторот на Република Македонија, во еден момент имавме присутни од 350 до 400 илјади бегалци. Се направија десетина кампови во Република Македонија. Целата македонска држава и влада беше ставена во функција да им помогне на сите граѓани кои беа загрозени. Се работеше, значи, во најголем дел за цивилно население, кои ги напушти своите домови. Беа згрижени дел во бегалски кампови, беа згрижени дел во индивидуални куќи. Меѓутоа, ние како држава и како граѓани и како влада во тој период покажавме еден голем хуман гест, еден чекор, дека да, ние живееме на овие простори, сакаме со сите народи кои живеат на овие простори да живееме, да градиме заедничка иднина, а не да градиме ѕидови на подел. Платформата, територијалната организација која беа донесени, беа само одредени чекори кои во многу нешта ја разнишаа довербата помеѓу населението во Република Македонија, конкретно помеѓу македонците и помеѓу албанците. Има многу примери каде што укажуваат на потребата и желбата за сожителство, да градиме една заедничка иднина. И мислам дека во добра насока почнаа да се одвиваат делот од овие политики, меѓутоа очигледно, како што кажав, оваа платформа е дел од една поголема стратегија која треба да направи одредени развижувања на целиот овој регион. Мене лично нема да ме изненади за некое време да слушнеме за слична платформа, може би на просторот на Црна Гора, на просторот на Западна Грција, на просторот на југоисточна Србија. Така да потегот на председателот Иванов на вистина и државнички, и патриотски, и во насока на поддршка на сите граѓани на Република Македонија, на вистина треба да му се честита за храброста, за издржливоста, и сите ние треба максимум да му ја дадеме нашата поддршка како председател на државата, човек кој не представува, кој легитимира македонската држава и на вистина кој досега во многу наврати покажа дека нели си со достоинство, меѓутоа и цврсто стои на темелите на уставноста на Република Македонија, на унитарноста, на територијалниот интегритет и на крајот на краевите секој политичар, вклучувајќи од председателот на државата до сите оние кои се избрани,
полагаме заклетва на функциите кои сме ги имале, дека ќе се грижиме, ќе браниме унитарноста, територијалниот суверенитет на нашата држава, и председателот Иванов само тоа го направи. Значи, недавањето на мандат беше минорно во однос на чекорот кој председателот Иванов го направи и на вистина е за поздравување и за поддржување. Тоа што кој председател на државата го направи. Така. Ја споменавме 2001 година. Да. Споменавме дека тогаш бевте дел од извршната власт на Република Македонија. Сега би сакала да направиме една паралела. Тогаш во 2001 година кога се кроеше Охридскиот рамковен договор, тоа всушност беа гледиштата на Соединетите Американски држави за тоа какви реформи треба да се направат во нашата земја, ако можам тоа слободно да го констатирам така. Многумина се сеќавам на тогашните коментари беше дека Охридскиот рамковен договор излегува од рамките на државата. Која е сега поврзаноста и колку оваа платформа што им се нуди на македонските лидери од страна на албанските лидери е поврзана со она што се случуваше во 2001 година и колку тогаш ние бевме млади, а колку денес сме созреани и постара демократија за да можеме да ги согледаме поинаку работите? Знаете што секое време си носи и свое бреме, значи. Своји предизвици, своји херои, си носи луѓе кои треба да ја понесат и одговорноста, така да ако правиме паралелата на 2001 со 2017, значи веќе вратимо од 2014 до 2017, може би некои работи се имаат променето, меѓутоа глобално повторно се појавуваат истите играчи. Повторно се отвараат теми кои, еве да кажеме, во таа 2001 година на некој начин беа отворени и беа затворени. И лично не би сакал да видам Република Македонија во онаа слика во која беше 2001 година. Длабоко сум убеден дека не само македонците и албанците не сакаат да ја видат Македонија како слика од 2001 година, затоа што ако се враќаме на тоа време, ако се враќаме на тие состојби, на тие слики, на вистина тогаш ќе имаме многу проблематични иднина, не само за нас, него и за сите идни генерации. И една таква ситуација, доколку имаме во овој момент во Република Македонија, исходот ќе биде многу поинаков од колку тој што беше во 2001 година. Правиме тука една кратка пауза за реклами, па се враќаме, продолжуваме со разговорот и секако се осврнуваме на она прашање кој токму денеска актуелно, тоа е локалните избори, нивното распишување, дали Македонија ќе гласа во мај или сепак тие ќе се одложат со оглед на тоа што рокот е до полноќ. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со разговорот со господинот Додовски, кој е мој денешен соговорник. Господинот Додовски, ја начнав темата локални избори. Вечерва на полноќ истекува рокот за да се распишат локалните избори, според она што е наведено во изборниот законник, тие да се одржат во мај годинава. Но доколку не се избере председател на собранието, речи си е невозможно да се распишат локалните избори. Ќе гласаме во мај или ќе се одложат локалните, па можеби ќе ги имаме заедно во пакет со нови предвремени парламентарни избори. Да. Значи, денес е последен ден, значи. Така. Кога треба да се распишат локалните избори, кои треба да се одржат во првата половина на месец мај 2017 година, согласно изборниот законник. Доколку до вечер, до 24:00 не се распишат локалните избори, во Република Македонија не може да се одржат, значи, локални избори, и тоа прашање веќе останува отворено и предмет на партиско-политичка активност во Република Македонија на сите оние кои се учесници во политичкиот живот на нашата држава кога ќе се одржат локалните избори. Што значи тоа? Тоа значи дека за да се одржат локални избори треба да биде избран и председател на собранието на Република Македонија, затоа што единствено само председателот на собранието на Република Македонија може да ги распише локалните избори, ни една друга личност не може тоа да го направи. Така да имаме уште 12 часа до полноќ
да се избере председател на Собрание на Република Македонија, во што не верувам дека тоа ќе се случи, затоа што технички не е возможно и не гледам политичка храброст кои оние што сакаат да формираат идната влада и да го преземат овој чекор. Ако толку беа храбри, немаше како Лански да се однесуваат целиот овој изминат период, па ќе покрене иницијативата да се избере председател на Собранието. Меѓутоа, очигледно е дека не можат тоа да го направат и останува само една работа што можеме да очекуваме сега во наредниот период. Бидејќи нема да имаме локални избори, останува само чекорот во наредниот период да се избере председател на Собрание на Република Македонија. Тој председател на Собрание на Република Македонија може да закаже само една седница на Собрание на Република Македонија, која ќе разгледува 3 или 4 точки. Една од тие точки ќе биде измена и дополнување на изборниот законник, каде што ќе се дефинира новиот термин за локалните избори. Меѓутоа, да бидеме тука на чисто, новиот термин за одржување на локалните избори треба да биде партиско-политички усогласен со сите политички партии, а не оние кои мислат дека имаат 67 и дека со 61 пратеник можат на своја рака да донесат или да дефинираат одреден датум. Тоа нити било до сега во Македонија, нити може да се случи. Второ, измени во одредени членови во законот за локална самоуправа. И трета точка, што би била на таа седница која би ја закажал председателот на Собранието, кој би требал да биде избран независно кој би бил, е донесување на одлука за само распуштање на Собранието на Република Македонија и закажување на нови предвремени парламентарни избори. Затоа што тоа е единствениот начин на излез од оваа политичка криза. И од оваа ситуација во која сега се наоѓаме после платформата. Апсолутно. Видите, ние спомнуваме цело време платформата во секојдневната комуникација. Меѓутоа, што е суштината? Никој не зборува веќе кога, каде и зошто се почна кризата во Република Македонија. Платформата веќе имаме како документ, како ситуација во Република Македонија на нешто што во 2014 беше сосем друг предмет на разговори и предмет од страна на СДСМ како она што они сметаат дека изборите во 2014 година не беа регуларни, не беа демократски. Ако се сетиме, 2014 година завршуваат предвремените парламентарни избори. Во 19:01 минута Заев излегува ВМРО на ДПМН пресконференција. 63 пратеника и тука имате бетон што се вика број на пратеници, каде што не може туку така вие да ги разбиете. И затоа се оди одма во план Б, што викаат они. Излегува Заев веднаш после 19:00, бидејќи претпоставува како ќе заврши целата ситуација, да си имаат алиби за чекорите кои ќе се брат, не ги признаваат изборите, не влегуваа во парламент. Нормално, внатрешни структури помогнати со надворешни структури почнаа да го кршат тој бетон од 63 пратеника. Првиот момент беше изборите не се демократски и не се регуларни заради тоа што имаме многу повеќе запишано во единствениот избирачки список. Содеше бројка од 200.000 запишани. Нема проблем. Се започна процес на проверка и чистење на избирачкиот список. Денес како да се заборави овие фантоми кои ги споменува. Се прочисти избирачкиот список, меѓутоа бројката пак остана таа на некој начин. Значи се докажа првиот аргумент кој они сметаа дека го има, дека избирачкиот список е проблематичен, дека тоа не им држи. Тоа се тргна на страна. Понатаму беше Државната изборна комисија. Нема проблем, Државна изборна комисија. Се направи Државна изборна комисија како што они сакаат. Па тело за следење на медиумите. И тука на крај доаѓаме до бомбите. Како еден од клучните моменти кога веќе кризата почна да ескалира. Оно што прво беше кажано дека владата, владеачката партија, ВМРО ДПМН
ја прислушкува комплетно целата опозиција во Република Македонија и ги прислушкува граѓаните на Република Македонија. И во секоја нивна изјава, секој ден како што ја дава, таа бројка одеше се погоре, дури едно време стигна може до 100.000 дека биле прислушкувани. Меѓутоа, ние што видовме во овој изминат период? Не слушнавме ни еден разговор, ни една бомба, нити било што би било поврзано со следење и слушање на било кој опозиционер. Не слушаме било кој обичен граѓанин во Република Македонија. Туку имавме само оно што се нарекува раководството на ВМРО ДПМН. Така да и тој момент, значи што го имавме како ситуација и како нивен аргумент беше избиен, затоа што ние не видовме прислушкувана опозиција, се заборави и на тој момент. И се уште, веќе трета година сме во оваа политичка криза. Ние не можеме да дојдеме јавно, значи, пред граѓаните на Република Македонија, бидејќи све се отвори веќе пред граѓаните на Република Македонија, може се да видат, се да чујат, се значи да искоментираат како некој ги набави тие нелегално прислушкувани снимки. Се уште нема конкретен, значи, јасен и имавме ние и предмет пуч, кој фантомски, бидејќи тоа беше многу користен термин од страна на СДСМ, СЈО Гукина. Го презима и Гукина како предмет кој не треба да се разгледува. А всушност тука беше и суштината и основот на ова што денес ние разговараме. И платформи, и уцени, и други работи. Така да лично сметам дека нови предвремени парламентарни избори, доколку е можно да се одржат заедно со локалните избори, би биле најдоброто решение за излез од оваа политичка криза. Затоа што они може да имаат и 67 собрани подписи како пратеници во Македонското собрание. Меѓутоа го немаат инструментот за формирање влада. Барем тука и уставот и законите се кристално јасни. Мора да постои мандатар за да може да се формира влада, тоест да започне постапка за доставување програма на новата влада и состав на нова влада. Единствено председателот на републиката го дава мандатот. И тука се завршени сите дилеми по однос дали имат план Б по однос на формирање влада, план С и како сака. Нема план Б за формирање на влада. Уставот и законот е кристално јасен. И тука навистина само ќе се троши време по однос на тоа дали може на овој или на тој или на трет. Значи не може. Тоа е единствено нешто што може да работате, да започнат некоја постапка за избор на председател на собрание. Меѓутоа мене ако ме праша некој, би требало со консензус од сите 120 пратеници да се избере лице кое би било председател на собрание, за да може да се донесат овие 2-3 точки, како што кажав, измени и дополна на изборниот законник за дефинирање нов термин за локалните избори, понатаму одредени измени во одредени членови на законот за локална самоуправа и оние закони кои се поврзани со одржување на изборите и точка на дневен ред одлука за самораспуштање на Македонското собрание и закажување на нови предвремени парламентарни избори. Господине Додовски, тука правиме само еден пресек и се враќаме веднаш во студиото. Почитувани, останете на пола сме од емисијата. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Велите, нема план Б. Уставот е јасен во оваа ситуација. Без мандат од страна на председателот Иванов не може да се пристапи кон формирање на влада. Меѓутоа, она што се кружи, нели, што кружи во јавноста и од оние спекулации кои ги слушаме е дека сепак постои некаков план за тоа како натаму додека се чека мандатот со оглед на тоа што социјалдемократите се уште се надеваат дека ќе го добијат мандатот од председателот Иванов, но председателот Иванов беше прилично јасен кога кажа дека нема да дозволи да се наруши унитарниот карактер на државата. Имаме една понуда од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски
јавно му понуди на лидерот на СДСМ Зоран Заев да се откаже од платформата и да ја добие поддршката од пратениците од ВМРО ДПМН, при тоа да владее на онаков начин како што тој сака и да носи закони, за тоа безусловно ќе има поддршка. Може ли сега да дојде до некаков пресврт на работите? Заев да ја прифати фрлената ракавица од Груевски? Предлогот на председателот на ВМРО ДПМН, значи господинот Никола Груевски, беше доста храбар, доста искрен и доста директен. Лично не верувам дека Заев има толкава храброст да прифати една оваква понуда. Од едноставна причина што во рамките на СДСМ, па веќе кај него самиот, има одредени структури кои слободно можам да кажам дека се и заложници на одредени состојби и на одредени странични влијанија. Ако Заев навистина смета дека е патриот во Република Македонија, дека се сака државата, треба да го прифати предлогот на председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, и тогаш ќе имаме рачистување на сите дилеми. Меѓутоа, сето тоа отвара едно друго прашање. Како ќе ги оправда 70.000 гласови кои СДСМ ги доби од чисто етнички избирачки места албански? Затоа што тие 70 до 80.000 гласови кои легнаа на контото на СДСМ, уствари ја намалија разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Ако сите гласови, такви какви што беа, според досегашното гласање на населението во Република Македонија, беа распределени на принцип како што досега се гласаше, значи излего надвор од сите стандарди, се очигледно дека се работи за она стратегија што е малку поголема отколку платформата, бројот на освоени мандати помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ ќе беше 58, можеби спрема 40 и неколку, така да ќе беше огромна разликата. Меѓутоа, еве, има предлог на маса. Меѓутоа, коментарите од страна на СДСМ ода сосем во друга насока. Значи, апсолутно... Заев во неговиот последен јавен настап кажа дека не се откажува од платформата. Апсолутно. Не се откажува од платформата и не се откажува од тоа што во многу наврати јавно го има кажано. Значи, и пред македонски медиуми, и пред косовски медиуми, и во Швајцарија. Така да, и уште една работа, што сакам да истакнам. Се форсира тезата дека нема да има никакви уставни промени, дека нема да се чепка во уставот. Значи, низ медиумите, во јавноста, преку најразлични портали, македонски, албански, текстот на платформата излезе во јавноста и имавме можност да го видиме. Значи, дали ќе се чепка или нема да се чепка во уставот, доволно да се погледне само еден член од она што е како платформа. Јас ја земав кај мене и само би прочитал, например, што пишува во делот на користење на јазикот. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. За овој текст да влезе како составен дел од Уставот на Република Македонија, треба да се менува Уставот. Ова не се решава или не се дефинира со закон. Така да, дали ќе се чепка или нема да се чепка во Уставот, повеќе е да се создаде некаква слика пред јавноста, дека нема да се чепка Уставот, дека си има еден така поширок, подемократски, помултиетнички пристап кон целиот овој процес. Меѓутоа, ние добро знаат дека Уставот се менува со двотретинско мнозинство, а ВМРО ДПМН никогаш нема да гласа за ваква платформа или за вакви промени во Уставот на Република Македонија. Господине Додовски, еве, ги споменавме и социјалдемократите, но би сакала да прокоментираме малку околу
она улога на Демократската унија за интеграција. Со оглед на тоа што споменавте вие, рековте дека 70.000 чисти етнички албански гласови зема Социјалдемократскиот сојуз на предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември. Да. Тоа се да се потсетиме дека и Демократската унија за интеграција на изборите изгуби голем дел од гласовите, изгуби голем број на пратеници, некои Сега има 10 пратеника. Так, и некои ги нарекоа дека тие се апсолутни губитници дуи на овие предвремени парламентарни избори. Зошто дуи сега влегува во една ваква авантура, ако можам да кажам, и да дава поддршка за Социјалдемократскиот сојуз, дали е се можеби добро само пресметано? Вака. Или сепак станува збор за авантура? Мислам дека се работи повеќе за добра пресметка, дека влегувањето во еден ваков концепт во најмала рака ќе стабилизира дел од гласачко тело и можност за повторно враќање на оние традиционални гласачи кои биле изгубени гласови во делот на контото на ДУИ. Мислам дека тоа можеби во нивните планови требаше да биде она што се нарекуваше локални избори. Затоа што локалните избори во многу нешта се различни визави парламентарните избори и тука се очекуваше момент каде што требаше да се направи ичекор во враќање на она гласачко тело на контото на ДУИ. Тука сега имаме и други, нели, други математики имаме. ДПМН кој даваше поддршка. Да, значи имаме, да, се имаме тука и други играчи. Значи тука се БЕСА, Алијансата за албанците во Македонија. И меѓутоа интересно е дека интегративците се покажуваат како клучен фактор кога станува збор за оваа платформа и дека тие се оние кои одлучуваат. Вака видите, они одлучуваат за неколку работи. Да се подсетиме наназад, нивните гласови во Куманово одлучија кој ќе биде градоначелник на Куманово на последните локални избори. Меѓутоа сега да споменам уште една работа. Гласовите на ВМРО ДПМН во многу нешто одлучуваат кој ќе биде градоначелник на Тетово, на Гостивар и така натаму. Токму на тоа ми се зборував за поддршката. Така да, ако збориме во изминат период, ВМРО ДПМН како политичка партија беше максимално коректно и се стоеше на оно што се нарекува принципи на коалиционо функционирање. И ако сме во тој дел на коалиционо функционирање, да се вратиме назад, 2008 година. ВМРО ДПМН победи на изборите 2006 година и тогашната коалиција која беше направена со пратениците на ДПА. Иако беа помал број на пратеници, се направи коалициона влада со ДПА. Таа влада траеше од 2006 до 2008 година и веднаш после самитот во Букурешт на НАТО се отиде на предвремени парламентарни избори. Во најголем дел тука притисокот беше и во оној принцип победник со победник кај македонските гласачи, албанските гласачи да се формира следната влада. И на тој начин ДУИ повторно се врати во владата со таа пауза од 2006 до 2008 година. И бидејќи сега гледам доста модерно кај албанските политички партии, сите што се против ВМРО ДПМН да билдаат нивни етнички патриотизам и она што се нарекува храбрење меѓусебно, така да верам и ДУИ, БЕСА и албанците и Алијанса за албанците се доста активни во тој дел. Така да ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Ја лично сметам дека во целава работа ДПА на мен доктачи ќе има така добро изненадување на следниве избори, така да познавајќи ги малку подобро функционирањето и на ДПА и така да
Мислам дека тука многу ќе биде интересно на локалните избори. Интересно е дека Мендух Тачи молчи во изминатиот период и неговите изјави се во насока дека се е договорено и дека се е јасно и дека се ова е само една игра. Базаев го коментира тоа, Тачи очигледно не е доволно добро информиран, но ќе видиме дали е информиран или не е информиран. Останува времето да покаже. Тука правиме уште една кратка пауза за реклами и влегуваме во завршните минути и почитувани останете, за кратко сме назад. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Господин Недодовски, Зоран Заев во неговиот последен јавен настап најави дека оние партии кои во ситуацијава го сочинуваат мнозинството, односно оние партии кои му дадоа поддршка на Заев и му ги дадоа своите подписи за да ја однесе папката кај председателот Иванов со 67 рачни подписи, Заев вели дека токму тие партии, неговиот социјалдемократски сојуз, имаат и план Б и план С. Вие велите, претходно кажавте, планот е тој, предвремени парламентарни избори и тоа е излезот од оваа политичка криза. Но што доколку меѓународната заедница повторно инсистира на некаква широка коалиција? Може ли да дојде до такво нешто или да се формира слична да биде сличен формат на онаа влада како што имавме пред изборите, пред 11 декември? Некоја техничка влада која ќе ги подготви новите предвремени парламентарни избори и како ќе се дојде до нови предвремени парламентарни избори, и за тоа треба да постои договор од сите политички субјекти. Да. Значи дефинитивно целата работа треба да се заврши со кој би биле план Б и план С? Да, значи евака, генерално да кажам дека целата работа мора на крај да заврши со партиско-политички договор. Влада која треба да ги организира следните, да кажеме, одложени локални избори кои би се презакажале и предвремени парламентарни избори, треба да го има тој мандат од тие 60-70 дена да се одржат овие избори и ништо повеќе. Единствен мандат кој би имала таа влада би било во делот на дефинирање на изборните правила, во измени и дополнување на изборниот закон и закон за локална самоуправа, распишување на изборите и само распуштање на собранието. Така да тоа би требало да биде таква влада на некој начин, не широка коалиција, повеќе нешто слично како ова влада што беше техничка за спроведување на изборите, и тоа е единствениот излез од овој затворен круг, и не гледам план Б, план С во однос на оваква развршница. Единствено нешто, ако мислат некој план Б или план С, не сакам да верувам во црни сценарија на опозицијата. А кога сме тука во делот на план Б или план С, кога говориме за СДСМ, кај нив нема план Б, план С. Кај нив има само еден план 1. А тој план е оно што им важи од 90-та година наваму. И поразени на избори, и без победа на избори, да дојдат на власт. Ако ние се вратиме наназад сега, ќе видиме дека СДСМ никогаш не победиле на парламентарни избори или не победиле во едни реални изборни процеси за да дојдат на власт. 90-та година на првите парламентарни плурални избори СДСМ изгуби од ВМРО-ДПМН. Тога се формираше експертската влада на премиерот Клюсев. 92 година ВМРО-ДПМН како победник не ја прифати улогата да формира владата заради одредени слични ставови како што денес ги имаме во платформата, каде што тогаш ги промовира, меѓутоа во тоа време во друга димензија ПДП. СДСМ поразени дојдоа на власт 92 година и беа во влада до 94 година. 94 година имавме повторно парламентарни избори, каде што во вториот круг ВМРО-ДПМН не учествуваше. Ги бойкотираше заради огромните нерегуларности кои беа подготвувани од 92 до 94 година. И во тој период од 94 до 98 година СДСМ имаше апсолутна власт со 100 претеници, ми се чини дека беа, плюс минус неколку. И во тој момент се реализира и она
трансформација на општествениот капитал и приватизацијата кој остави и дон денес остава големи траги на општественото и економското живење во Република Македонија. Сега ќе се вратиме на изборите 98 година, кој ги победи ВМРО ДПМН со коалицијата со Демократска алтернатива. Уште се свежи сеќавањата, тоа веќе изборите 98 година беа во предворието, значи, на кризата во Србија и на Косово. Значи, кога се случи Белградската 99 година. Значи, сите кои беа активни во партиското и политичкото живење, може да се присетат дека тогаш провејуваше во јавноста дека СДСМ и дел од структурите на СДСМ очекуваа некаков конфликт пред 99 година, него туку да биде тоа лето-есен 98 година, како во Македонија би се создала ситуација да се одложат и тие парламентарни избори. Меѓутоа се одржаа парламентарните избори 98 година, победи ВМРО ДПМН. И само што победи ВМРО ДПМН почна со реформските активности. Имавме бегалската криза 99 година, и фингираниот и донесен конфликт од надвор во Република Македонија 2001 година. И 2001 година повторно влегува во широка коалиција СДСМ, значи тоа беше мај 2001 година. И за тој период додека беа во таа широка коалиција се случија еден куп работи кои во многу нешто влијаја на исходот на 15 септември 2002 година. Значи тогаш беше американскиот амбасадор Батлер, се сеќаваат многу добро. Меѓународната кризна група на Едвард Джозеф беше тука. Па имавме килибарни лисици, мислам уште што све немаше околу ВМРО ДПМН за да се порази, да се маргинализира на СДСМ, да му се отвори патот за да може да дојде на власт од 2002 година. 2006 година убедливо ги изгуби изборите СДСМ. И сега во овој период дека СДСМ беше на власт, само сакам да истакнам неколку работи кои се важни. Како јас лично издвојам два моменти во овој период, во делот на активностите, а тоа е пописот кој започна во ноември 2002 година, неговите резултати и финалниот извештај го дефинираше владата на СДСМ. И во тој период имаше многу реакции во однос на крајните резултати од пописот од 2002 година во Република Македонија по делот на смената на етничката карта и структура во Република Македонија. Потоа одиме до уште еден момент. Имаме под тешки сомнителни услови авионската несреќа во која загина председателот тогашен Борис Трајковски со дел од својот кабинет и екипажот. Трајковски ко председател загинува во услови на сериозна политичка дебата и криза во Република Македонија кога се носеше новиот закон за територијалната организација на локалната самоуправа. Тогаш на некој начин, кој што кажавме, се редефинира и внатрешните граници, многу работи се отворија во Република Македонија. Значи имаме попис, имаме територијална организација. Имате мандат на СДСМ, ви загинува еден председател, во тој мандат што им беше од 2004 до 2008 година имат атентат на другиот, на претходниот председател на Глигоро. И што се случува? Нонстоп губи СДСМ на избори и на овие избори пак изгубија. Значи победник на последните избори беше ВМРО ДПМН. И претходно повторно се инсталираа како губитници во влада со своји министри. Значи ние од 90-та година, сега сме 2017 година, не можеме да најдеме ситуација каде што СДСМ излегла на избори и победила. Значи демократијата едно кажува. На парламентарни избори, во плурално општество, власта ја добива тој што победува, тој што ја добива довербата од граѓаните. И на овие избори ВМРО ДПМН победи. Не победи СДСМ, и тоа треба да биде кристално јасно. Така да има 1001 аргумент во една ваква тешка политичка криза, зошто треба да се оди на предвремени парламентарни избори.
Господине Додовски, со оваа хронологија го завршуваме овој разговор. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата да бидам ваш гост. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам што не следевте со внимание. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција во исто време. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Техничка реализација Дине Вучков. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.